Мирјана Јосифовска е млада модна дизајнерка која што дизајнира и изработува модни шапки, или може со право да кажеме дека шапките се нејзин личен белег. Навистина уникатни шапки, но и модни додатоци кои што се изработени одржливи, но и секако етички произведени. Таа неодамна беше и присуствуваше на модниот викенд во Белград, па за искуството од таму ќе зборуваме во продолжение. Мирјана, пред се би ти посакала добро и убаво утро, и убаво е што вака имаме можност со млади модни дизајнерки да зборуваме за модата, но и за одржливоста, но и за успехот кој што се признава и надвор од границите на Македонија. Здраво, Ивана, благодарам многу за поканата и се надевам дека ќе имаме баш убав разговор и ќе може да раскажеме што се случува моментално. Да, оно што е најново кај тебе, покрај тоа што имаме нова колекција пролет-лето, исто така е неодамнишниот моден викенд во Белград кој што се одржа, па можеш ли да ни споделиш за искуството од таму? Да, минатите 2 недели, пред 2 недели, учествував на 55-тото издание на модниот викенд во Белград, односно преку изложба ги представивме новите модели од летната колекција. И генерално беше многу убаво искуство, затоа што можеше да се представам, односно да бидам македонски представник таму, во држава која што е надвор од Македонија, и се разбира реакцијата таму и приемот таму беше многу топол, така да беше одлично искуство. Верувам дека и поддршката од таму е голема, но недостасуваат ли кај нас ваков тип на настани кога станува збор за модата, па и за одржливоста? Генерално би рекла дека не недостасуваат кај нас такви настани, или затоа што ги имаме модниот викенд Скопје и Македонската модна асоциација, кои што организираат голем број на настани во полето на модата, меѓутоа исто така и одржливоста во самата мода. Меѓутоа беше многу интересно овој пат да се представиме пред странска публика и да видиме каква ќе биде нивната реакција и каков ќе биде нивниот прием. Да, ти си секако многу благодарна на зборовите кои што ти ги имаат упатено таму, но и секако поминал целиот настан. Што е она на кој што еве работиш во моментов? Ја имаш и новата колекција пролет-лето, па што може да се најде? Па многу ми е мило што всушност од самата летна колекција поголемиот дел од парчињата веќе се распродадени, па така моментално правиме нова залиха на тие модели кои што треба бидат достапни за еден месец. Така да тоа е нешто на кое што моментално работиме. Меѓутоа исто така во овој период многу ми е мило да најавам дека нашите производи од ова лето ќе бидат достапни на српскиот пазар во неколку концепт продавници таму. Така да тоа е исто така нешто на кое што сега работиме, а и нашите производи тука во Скопје ќе бидат достапни на уште плюс неколку локации. Да, кога станува збор за модата и за одржливоста, би сакала да позборуваме малку и за тоа колку кај нас веќе се буди свесноста, затоа што некако секогаш сме никогаш чекор напред, но некако не ги прифаќаме многу работите кои што треба да ги змениме кога станува збор за одржливоста, но и за тоа колку сме еколошки свесни. Па би рекла во последните неколку години баш се појавува некоја ниво на свесност кај луѓето кои што пазарат модни парчиња, особено кај помладата публика или генерално оние кои што се сметат како Gen Z или Millennials, и тие се тие кои што се посвесни за ова и практикуваат да пазарат такви парчиња, и многу ми е мило и тука во самава продавница во Урма баш може да се најдат такви продукти и има таков тип на клиенти кои што практикуваат да пазарат такви производи. Покрај тоа што ја збогатуваш, односно имаш нова едиција на колекцијата која што веќе е издадена и може да се најде во Урма концепт продавницата, кои се твоите планови, односно што планираш еве за наредниот период, дали можеби ќе се проширува брендот?
Да, па фокусот моментално за ова лето ни е поставување на српскиот пазар, а генерално целиот фокус за следните 2 години ни е излегување на територијата на Западен Балкан, односно тоа ги вклучува државите Македонија, Србија, Албанија, Косово, Босна и Црна Гора, така да тоа е фокусот во наредните 2 години. Така, навистина имаш добра цел. Верувам дека ќе успееш во тоа, како што успеа нели да бидеш и поканета на модниот викенд во Белград, кој што се одржа неодамна и се врати од таму со многу импресии. Колку кај нас, можеби според тебе, недостасуваат работи кои што се поврзани со одржливоста и со модата и колку се работи на тоа поле? Па, мислам дека сега се повеќе и повеќе се организираат и различни настани, меѓутоа има и различни програми или иницијативи кои што поддржуваат ваков тип на бизниси. На луѓето се разбира им е многу интересно, особено ако не знаат за тоа да научат, така да иницијатива има, и мило ми е што нели јас можам да бидам меѓу тие неколку бизниси кои што нели го шират тој, го поддржуваат тоа, така да иницијативата е таму, волјата е таму, само треба сега се повеќе да ја прошириме таа идеја. Да, верувам дека ќе успееш во сите полиња, онаму каде што делуваш и каде што ги поставуваш нели твоите цели, каде се може да се најдат моментално твоите модни додатоци, се она што е направено многу уникатно и со безпрекорна љубов. Нашите производи моментално може да се најдат тука во Урма Концепт Стор, исто така во Багабонд Концепт Стор, и за многу набрзо ќе бидат достапни и на Ананас. Така да моментално тоа е тоа за македонскиот пазар. Така, постојано си работиш, имаш нови идеи, нови модели, но верувам дека и поддршката е и тоа како значајна во кога станува збор за еден моден бренд кој што се гради буквално нели од нула, но и успехот кој што го имаш постигнато изминативе години, па која е твојата поддршка која што ја добиваш низ сите овие години? Па јас би рекла дека најважното нешто кое што ми помогнува да растам е всушност самата поддршка од целата околина која што имам, и тоа се многу голем број на фактори или да речам луѓе кои што придонесуваат во тоа, па тука се програмите од нели бизнис програми или акселераторски, инкубаторски програми кои што помагаат, факултетите се тука, менторите кои што делуваат нели како некој водич, тука можем да ги спомнам се разбира и медиумите, нашите партнери како концепт продавниците, така да тоа е еден систем на луѓе кои што без заедничка соработка и без заедничка поддршка не може да функционира, така да јас сум многу благодарна што го имам овој систем на луѓе околу мене кои што ми возможува да растам, затоа што без нив јас не би можела да пораснам. Да, и навистина си на вистинското место, онаму каде што нели се надоградуваш од ден во ден се повеќе и повеќе, и од година во година те гледаме како некако го достигнуваш, нели ја достигнуваш целта онаа која што си ја поставуваш. Јас ќе ти посакам уште многу успеси во иднина и да си ги исполниш сите оние планови кои што си ги имаш зацртано за наредниот период. Ти благодарам многу, задоволство беше да раскажеме што се случува и се надевам на следна дружба.